Почитувани гледачи, добар ден со ново издание на емисијата Аргумент Плюс, прво за оваа работна недела. Како што најавивме некаде на крајот на дневникот, наша гостинка денеска е Моника Зајкова, председателка на Либерално-демократската партија. Зајкова, добар ден и благодарам што прифативте поканата. Благодарам на поканата. Еве да почнеме прво со мерките што ги донесе владата, втори последователни би рекла од пред 2 недели со цел справување со енергетската криза. Знаеме дека речиси целиот свет е под притисок на овие високи цени, а посебно и по малите земји како Македонија, би рекла посиромашните и тоа. Како ги оценувате овие мерки на владата? ДДВ-то и натаму е продолжено за уште 2 недели, нели на 10% на енергенсите и акцизите на дизелот се на 4 денари, нели намалени за 4 денари, така беше, а на бензините за 2 денари. Еве што, како гледате ли можност во овие цени, намалени цени, да не предизвикаат, да не ја стимулираат таа поскапувачка вертикала и врз останатите продукти? Добро, на прво ми е многу жал што владата на почетокот на оваа криза, кога ЛДП алармираше и веднаш излезе со предлог за антикризни мерки, да не речам се однесуваше арогантно на начин што реториката беше спите мирно и се е под контрола. Ние во ЛДП имаме луѓе кои што се занимаваат со геополитика, многу добро ја пратат состојбата, имаме информации со нашите сестрински партии во Европа и во светот, бидејќи ЛДП е дел и од Либералната интернационала. И оние надежи дека војниот конфликт многу брзо ќе заврши, ние всушност предупредувавме дека не е тоа така наивно и дека конфликтот можеби ќе потрае уште и 5-6 месеци и тој ќе се продлабочува и дека не е време за такви арогантни одговори, но треба да има поддршка во однос на мерките кои што ги предлагавме. Вклучително во тој сет на мерки е и намалување на акцизата на горивата, намалување на ДДВ-то, односно повластена стапка на ДДВ. Во она што ќе следи во сетот на мерки е повторно законот на ЛДП за намалување, односно укинување на банкарските трошоци и провизии, бидејќи верувам дека како граѓанин знаете колку ви се тие, до мене секојдневно стигнуваат пораки од граѓаните колку им зима дневно банката провизии за разноразни работи, од гледање на состојба на банкомат, до уплата, до слично, и мислам дека сега е време кога навистина треба да се направат мерки, да се препознаат мерките на ЛДП, затоа што ни е важно секој еден денар да остане во џебот на граѓаните со цел да се задржи стандардот на граѓаните. Ако 80 до 90% од граѓаните сметаат дека треба да се укинат банкарските провизии, ја се користам можноста и да упатам апел до секој од нив да се обрати до пратениците од нивната изборна единица, до политичките партии во кои што членуваат, да оваа мерка на ЛДП помине во собранието, бидејќи ние сведочиме како голем дел од законите, иако се добри, впрочем се одбиваат. Исто така мислам дека сега е момент и владата да ја прифати друга мерка на Либерално-демократската партија, тоа е кратење на непродуктивните трошоци, државни трошоци, како што се трошоци за разноразни управни одбори во агенции, заменички директорски места, огромни кабинети кои што носат, бидејќи е важно секој, пак ја повторам, секој еден денар да се сочува во џебот на граѓаните. Мислам дека мора да се збијат редовите, нема веќе простор за ароганција, за било каква надменост, но едноставно збивање на редовите како народ, како држава со цел полесно да се справиме со оваа криза, бидејќи ние го немаме оној можеби така наречен поллуксус кој што го имаат граѓаните на европските држави, каде што Европската унија ќе им излезе со сет одредени грантови и ќе им помогне во ублажување на последиците од кризата. Широк спектар на мерки подготвува Европската унија, се пред некој ден баш ги споменавме во емисија исто кои би биле тука, да тие, инаку еве денеска премиерот Мицкоски излезе со најава дека најмалку 1 милион евра на ден е загубата на буџетот што има државата. И па затоа велам еве нека ги прифатат овие кратења на непродуктивни трошоци, од нели ние имаме еден куп
администрација, еден куп разноразни заменици, директори на тела и органи кои што дури не ги ни знаеме како граѓани дека постојат, или членови во регулатори кои што земаат можеби од 2 до 4 просечни плати. Сето тоа се непродуктивни трошења и можеби трошења кои што идат и до 1 милион евра, и ако ги ставиме по денови, тогаш тоа се многу пари кои што треба да се вратат назад во џебот на граѓаните и да бидат наменети за подобрување на нивниот стандард. Така и денеска консултиравме експерти, нели, дали овие цени, нели, или намалувања, овие мерки на владата би придонесле, нели, на барем да не поскапуваат останатите артикли. Тие се сомневаат за такво нешто, затоа што вели дека бизнисот уште пред време ги има вкалкулирано можните трошоци, така да не очекуваат. Знаете како, од една страна владата вика не кривајте паника, меѓутоа паниката не може да изостане кога вие имате изјави на претседателката на Светската централна банка, која што кажува дека и тоа како треба да постои загриженост. Еве денеска премиерот излегува и проекциите се дека ќе има раст на инфлацијата. Нормално е да постои и кај компаниите и кај граѓаните одредена паника, затоа велам дека треба да се прифаќаат добрите мерки. Впрочем и самата владеачка партија од позиција кога беше опозиција, нели говореше за една конструктивност, прифаќање на добрите работи. Сега не гледам кај кој е искуството, проблемот. речиси 2 години поминуваат, нели, од мандатот на оваа влада, на ова парламентарно мнозинство, колку се кооперативни власта кон опозицијата и да прифати нешто што доаѓа од опозицијата, зашто да не? Па јас не можам да сватам како ако во опозиција нешто сте обвинувале и сте велеле дека некој е арогантен, дека не дава поддршка на вашите мерки, зашто сега буквално истите работи повторно ги правите. Не е само во делот на законите на ЛДП за непродуктивните трошења или во делот на тоа дека за првото поднесување на законот за укинување на банкарските трошоци без аргумент не го прифатива ни за закони. Последен беше законот за електронската нараквица. Да. Така што не можеме да збориме за кооперативност ако не сме спремни да прифатиме оно што е добро. Така. Вие прилично бевте гласни овој период баш околу насилството, семејното насилство кое што гледаме, бомбардирани сме со такви информации на дневна основа во оние билтени од Министерството за внатрешни работи, колку и некој да сака бројките да ги представи дека се должат на поголемата одважност кај женската популација, па добро и кај мажите, да не биде дека само жените се жртви на семејно насилство, знаат и мажите да бидат, меѓутоа во многу помал број се разбира. Сепак насилството постои во државата, постои особено во тие заедници каде што живеат и повозрасни помали, па гледаме сна со свекрва, гледаме син со татко, син со мајка и така. Дури минатата недела имавме и 2 убиства на родители. Рековте дека на насилниците предлог вашиот закон беше да се носи електронска, нели, ракавица, нараквица. Зошто е одбиен тој предлог? Можеби до некаде ќе даде, особено бидејќи тие жртвите на семејно насилство и најмногу тоа се плашат и најавуваат дека демнети се и понатаму и особено после пријава. Кој е образложението? Зошто не се прифаќа? Како да водиме сизифовска борба. Значи, ако ние јас одам постојано на дебати, сум во комуникација со граѓанскиот сектор, со професори кои што и експерти работат сега на измена на законите и сите тие се согласни дека електронската нараквица треба да постои. Не дека таа драстично ќе го реши проблемот, меѓутоа ќе намали, ќе превенира да имаме ние последици со животот. Ние имаме еден куп смртни случаи во изминатите години што не може да биде простор за само игнорирање. И мислам дека тука навистина имаме малце проблем со оној менталитет да прифатиме нешто што е навистина добро. Затоа и во многу изјави напоменувам ева кој е проблемот што доаѓа од ЛДП решение, земете го, поднесете го, ама имплементирајте го затоа што е навистина добро. За мене е навистина поразително да 2 пати поднесувам таков закон, значи еднаш далеко пред тоа да имаме жртви. Истиот во собранието беше одбиен со молк, без никаков аргумент, за веднаш потоа да сведочиме на жртва во Велес.
случајот со Росица. Сега повторно го доставуваме и повторно молк и по еден ден доаѓаат небулозни некои аргументи од типот на многу средства тоа кои ќе го плаќа за одржување, мислам ве молам, тоа е поразително да се каже дека државата нема средства за да превенира насилство, а има еден куп непродуктивни трошоци од друга страна. Значи човековиот живот е што јас мислам дека нели е бесценен, не може да биде оставен на маргините. Или дури до таму непознавање да нели ако имаме одвоено родителство, луѓе тоа се изрекува во привремените мерки на судот, кога има забрана да се приближи тој физички до жртвата, електронската нараквица е само дополнителен механизам да алармира кога тој се наоѓа во нејзина непосредна близина од неколку метри, да таа може да се заштити или да повика помош. Ние имаме така еден менталитет да не прифаќаме она што е добро. Од друга страна, самиот систем кој што го градиме на непостојање одговорност. Еве, нели, министерот за внатрешни работи, кој што нели кажува дека еден од подобрите министри, односно така се смета себе си, излезе со изјава дека потфрлиле полициски службеници. Јас сакам да знам кои се тие и како ќе бидат санкционирани, бидејќи ние од друга страна во кривичниот законник избришавме, во кривичниот законник избришавме кривичната одговорност на одговорни лица во органите на државната управа. Значи тука влегуваат и министри, и директори, и началници 353В, несовесно постапување во службата. Мора да се научиме да одговорноста ја детектираме и точно да се каже кој не постапил и каква ќе биде санкцијата, а не да излагуваме само и да ги прикриваме работите. И затоа сметам дека заедно само со граѓаните, со граѓанскиот сектор, видовме дека се функционира во оваа држава, ако се крене гласот и се направи притисок. Јас навистина барам поддршка да заеднички ја ставиме оваа мерка и да почне да се имплементира. Нека биде и со одложено дејство ако треба, не знам, системот за одржување да се воспостави, но ајде веќе да тргнеме од некаде и да знаеме дека има и дека ќе почне да се имплементира, затоа што во многу држави се имплементира. Во Шпанија, во Босна и Херцеговина има усвоено, Португалија. Дајте да ги видиме тие европски практики и да и ние нешто примениме. Јас верувам дека и дури ако се изработи некој проект, за тој проект би можеле да земеме и средства од Европската унија, нели, ако нашето општество не е кадърно да даде пари. Искрено не се проблем финансиите, бидејќи ние алките, и напоменав јас во многу интервјуа, ги имаме во оној систем за пробација и пробацијската служба постои, така да таа треба само да го прати тоа. И ако имаше директорот на управата за извршување на санкции дека тие стојат во депо, еве дајте да ги ставиме во функција, нели? И затворскиот така, затоа што и затворскиот систем е скап, и сефсити е скапо, но почна да се имплементира. Не гледам проблем за електронската нараквица, искрено, ниту еден аргумент од дадените зошто одбиен законот не држи вода и тоа не го кажувам јас, тоа го кажува експертската јавност. Еве, дали мислите дека рековте дека во најава се измени на повеќе закони што треба, нели, оваа област беше најавена како приоритетна област за средување, иако министерот за внатрешни работи што го споменавте рече дека недоволно посветил внимание на тоа кога се случи, нели, случајот со Ивана и со Катја, меѓутоа дека сега, нели, фокусот ќе биде повеќе ставен. Дали очекувате еве таа електронска нараквица да влезе во некој од овие измени? Јас ќе инсистирам да влезе. Јас ќе инсистирам, ако веќе нема одважност да се прифати само како измена која што доаѓа од страна на Либерално-демократската партија, а веќе се интервенира во Законот за спречување и заштита од семејно насилство, ни за други закони, Закон за полиција и там Закон за пробација и се други закони, јас ќе инсистирам во привремените мерки, тоа че нам беше член 58, да влезе и ова во таа алинеја која што забранува приближување до барем се усвои она да може и по службена должност полицијата да действува, нели, да не треба пријава, да може пријава од, не знам, некој. Па добро, ето, од една страна тоа беше позитивна работа која што се усвои, но негативната работа што ова што го напоменав, што во 353В се избриша одговорноста на лицата кои што се одговорни или први во органите на државната управа. И од една страна им ги земаме ингеренциите, од друга страна не ги бришеме и што правиме со неказнивост. Затоа велам дека мора да поработиме на менталитетот на казнивост
и на менталитетот на прифаќање на она што е добро и на искоренување на онаа култура на ненадлежност. Не може секоја институција во оваа држава себе да се прогласува за ненадлежна за нешто. Така. Моника, веќе 2 години од мандатот, реков, помина од новиот состав, нели, на парламентот. На почетокот некаде имаше реакции дека само што не сте преминале како дел од, нели, во мнозинството, како да кажам, од владеачката страна, тоа реално кој ги пушти тие муабети? Беа ли само муабети или имаше реално некој заинтересирано да ве интегрира и вас како ЛДП, или имаше па и некој можеби со симпатии за влез во мнозинството, дали вие или некој друг од ЛДП? Па тука повторно ќе кажам дека е прашање на нашиот менталитет. Не значи дека ако ЛДП е во опозиција, а поддржи одредени работи кои што смета дека се добри или граѓаните тоа го очекуваат, дека по дефолт се прелава во владеачкото мнозинство. Таквото размислување не е здраво ниту за демократијата, ниту за начинот на кој што се води држава, а најмалку пак ако сакаме да ги застапуваме интересите на граѓаните. Точно е дека имало предлози кои што ЛДП ги поддржала, дошло од владеачкото мнозинство. Впрочем, тие биле интегрирани во програмата на ЛДП. Таков еден предлог беше укинувањето на економските директори во клиниките. Не може да не гласам за, ако истата мерка е добра и сите знаеме дека како беше функционирањето во тој дел на системот. Само затоа што по дефолт доаѓа мерката од владеачкото мнозинство. Нима мерки кои што ни во сон не би ги поддржала. Таков беше кривичниот законник. И сега ако ние видиме историјата на собранието, во многу наврати двете најголеми, условно кажано најголеми партии, Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО, гласале за еднички одредени предлози, па никој не обвинил дека СДСМ се прелава во ВМРО или ВМРО се прелава во СДСМ. Јас бев обвинувана дека дали Зајкова ќе даде поддршка на изборот на членови во Советот за АВМУ. Мојот одговор беше зависи од нивната експертиза, бидејќи сепак постојат принципи. Ние сме против тоа во такви тела да членуваат исклучиво партиски стакнати кадри, но треба да учествуваат професионалци. За на крајот од денот таквата мерка да ја поддржа друга опозициона партија, па никој не спомна за незино прелевање, или кога се носа законските измени за финансирањето на партии кои што си ги усвоја аналитичките центри кои што треба да се ги формираат, тогаш никој не кажа чекајте луѓе дали едните се прелеваат во другите или постои тука некоја можност за соработка, но секогаш тоа доаѓа кога доаѓа, па и ЛДП, но и некоја можеби друга помала политичка партија, условно кажано помала политичка партија од парламентот, но јас можам само да кажам дека ЛДП навистина принципиелно секогаш гласала согласно она што е пишано во незината програма, но и согласно она што граѓаните го бараат и го очекуваат, бидејќи често напоменувам ЛДП во коалиција со граѓаните и можеби не го сваќаат тоа сериозно, но тоа се види на локалните избори дека ЛДП навистина настапи во една коалиција која што, односно во одредени општини имавме граѓански активисти кои што ги негуваат политиките на партијата. Зајкова, еве, денови ве се коментира, вие и натаму како ЛДП действувате соло, настрана од овие два големи табора и СДСМ и ВМРО, не знаеме дека има по 20 помали партии, коалиции, се практично денови ве се коментира анкетата на МКДМК и на агенцијата Market Vision. ЛДП и други помали партии практично како да ги нема. Како други партии 0,1% поддршка и така. Ви попречили тоа во анкетата? Па добро, тоа никако стандардно се случува. Ние живееме во едно општество кое што знаеме дека е поларизирано од една страна, од друга страна многу голема разочараноста од нефункционалноста на системот, од очекувања за европската перспектива. Но и за локалните избори, кога се праве анкети, проекциите беа во тие 0,01%, но ако ги земете оние општини каде што ЛДП имаше своји носители на листи за советници, може да се види дека партијата достигне до 3%. Дали сум задоволна, не сметам дека може многу повеќе, но тоа е одраз на тоа како ние ги презентираме нашите политики. Можеби за јавноста е поинтересно ако бидат брутално радикални или популисти, но во нашиот код не е тоа, едноставно е да како понудиме решенија и веруваме дека граѓаните на долг рок ќе ги познаат тие решенија, бидејќи за нас популизмот е нешто што само краткорочно
носи политички поени. Оно што ме радува во оваа анкета е што сепак некои 30% од граѓаните се оние кои што не се изјасниле дали ќе гласат, дали воопшто ќе излезат да гласат. Јас сум убедена, да. Па така ги имав тука некаде процентите. Јас сум убедена дека околу 20% од буквално тоа гласачко јадро е впрочем центристичкото прогресивно јадро или нели либерали, социолиберали, до кои што треба да допреме, и затоа во целиот овој период работиме и со граѓанскиот сектор и со интелектуалци со цел политиките на ЛДП да добијат едно окрупнување во таа да кажам прогресивна една платформа и да може да добијат поголема поддршка на некои дни избори. Исто така деновиве се заговара за формирање на некој трет блок, трет пат, како сакате кажете го, на некоја иницијатива за кој што досега барем се чуваат во тајност тие ликови кои што стоја за таа иницијатива, инаку биле од веќе познати, да речеме, луѓе што биле на и водечки позиции во министерства, поранешни пратеници, дел од невладиниот сектор и така. Имате вие сознанија за која група станува збор или немате? Јас искрено не знам што и како се случува. Од таа нели група што под принципот на ДОС или дома, така ќе се викало, дека ќе била формирана. Но јас пак ќе кажам, ЛДП секогаш останува отворена за соработка со сите прогресивни структури и сум убедена дека навистина е потребно окрупнување во една поголема платформа на сите оние кои што стварно размислуваат слободумно, отворено, сакаат демократски напредок на државата, сакаат силна економска држава, сакаат просперитет, подобар стандард за граѓаните и не сметам дека има простор за нешто трето такво или не? Минатата недела беше Пасиев не е ништо спорно. Рече дека нема простор за нешто такво. Нема спорно да постои обединување на некој центар граѓански блок, ако намерите се искрени, зависи што тоа ќе носи. За нас пак ќе кажам како ЛДП, она што е најзначајно е од сето тоа на крајот од денот да имаат бенефит граѓаните, односно и мислам дека во моментот најважна тема е исклучиво стандардот на граѓаните и економијата и треба да се види што во тие рамки може да се придонесе. Рековте блок сметате на дел од парламентарните политички партии или на луѓе кои што не се више да речем активни во политиката? Покажа дека има простор за отвореност и на локалните избори, дека може да се работува со сите оние со кои што дели исти принципи и дека на крајот од денот за нас најважна е коалицијата со граѓаните. Така. Добро, дојдовме, споменавте Македонија, Европска Унија, еве денеска имаме некоја информација дека циркулира од пред ден-два во Европскиот парламент некое писмо со барање за дообјаснување на протоколот со Бугарија, па тоа малку ги вознемирило страстите на бугарските европратеници, како и да е. Премиерот сега пред некој ден ја кажа она изјава дека ако нема предвидлив исход овој процес врзан со Европската Унија, дека ако треба и десетици години да поминат десетина години дека нема Македонија да ги внесе бугарите во уставот. Иако вие па на времето излегувавте и со предлог за консензус на сите политички чинители во парламентот за уставни измени со одложено дејство. Уште се држите до таа позиција? Што мислите за оваа позиција на Мицкоски? Па добро, тоа е еден континуитет на ЛДП и тука еве се разликуваме со ВМРО затоа што нели видовме дека на изборите имаше два концепти. Едниот концепт беше оној кој што сакаше брза интеграција во Европската Унија со прифаќање на она што беше донесено како предлог од страна на француското претседателство, оној кој што изричито викаше дека не постои такво прифаќање. Како либерали, слушајќи го гласот на граѓаните и нивното мислење, почнавме да наоѓаме решенија како да не влеземе во тој ќорсокак, туку да имаме повторна европска интеграција, но од друга страна да нели оние стравувања на граѓаните да не дојдат до тоа навистина да се случат, односно како државата внатре да се заштити. Затоа ЛДП излезе со тоа дека нас не треба брза интеграција и дека треба да ги направиме
тие измени, но со одложено дејство, повикувајќи се на широкото толкување на заклучоците донесени од страна на Европскиот совет и дотаму што чинам дека пред некој месец, значи кога би во Европскиот парламент, ја надградивме оваа позиција повикувајќи се на европските практики на договорите со Меркосур, каде што сметаме дека на државата треба да биде оставено да ги изгради своите домашни механизми за заштита, дали тоа ќе биде носење на закон за преговори, дали во законите за образование ќе интервенира со забрана за во книгите да имаме личности кои што биле поврзани со фашизам, неофашизам и така натаму, односно тие заштитни клаузули или кога може да се прекинат преговорите и слично. Значи сите тие заштитни клаузули домашната задача да завршиме да ги направиме во домашните закони. Ова го правиме да спекна тоа што чинам дека, како што напоменав, најважно за граѓаните во моментот е економијата и нивниот стандард, а пристапот во Европската унија го гледам токму како еден од начините за подобрување на стандардот на граѓаните. На почетокот напоменав дека Европската унија, како и за ковид кризата и за енергетската криза, носеше пакет на мерки со кои што го ублажува оној шок економски кој што или криза со која што се соочуваат европските граѓани, додека македонските граѓани се оставени да сето тоа се прави со повторни задолжувања, а не со неповратни грантови. Значи, токму затоа и баравме начини како да не се заглавиме во тоа. Значи, за нас не е дозволиво да вие дадете изјава да кажете дека ќе чекате со години кога сите во регионот ве надминуваат. Македонските граѓани се најсиромашни, земаат најниски плати во регионот и едноставно таа европска интеграција ја гледам како еден начин за подобрување на нивниот стандард, а одговорно тврдам дека навистина може да се заврши задачата и да се направат заштитни клаузули дома, бидејќи веќе Европската унија си прави своји заштитни клаузули во однос на тие договори со САД, тогаш и ние треба да го искористиме моментумот на создавање на таа европска практика и да градиме заштитни клаузули, односно македонските граѓани да си ги изградат сами заштитните клаузули во нивните домашни закони. Така. И уште кратко на крај, денеска рековте бевте и учествувавте во работата на комисијата каде се беше на јавна расправа ставен предлог законот за Советот на јавни обвинители. Како гледате на реформите во правосудството? Еве се случи минатата недела и оставка од обвинителката Ленче Ристоцка, го имаме новиот државен јавен обвинител. Сега за дел од власта поврзано со Ристоцка ќе речат дека тоа е расчистување со корумпираните структури од поранешното СЈО. Другиот табор ќе рече влијание на ВМРО се гледа со настапите ипотезите што ги изгради државниот јавен обвинител, што ги повлече минатава недела, дека се под влијание на ВМРО ДПМН. Повторно сакам да кажам вперување едни кон други, ова дали тоа ќе не одведе до реформи. Денеска запишав некои од забелишките и генерално забелишките се однесуваат повторно на можностите за политизација, односно за замена на, ако обвинува за политичко влијание, сега замена на едно политичко влијание со друго политичко влијание заради начинот на избор и критериуми. И генерално денеска забелишките повторно беа во делот на мнозинството со кое што ќе се бираат тие 4 члена на Советот за јавни обвинители од страна на собранието. Значи таму се предвидува повторно обично мнозинство, повторно можност владеачкото мнозинство да изгласа кого сака и повторно проблеми во делот на критериумите со истакнатост во правните работи. Мене ми е искрено жал, јас во говорот мој во собранието за избор на републички јавен обвинител кажав дека ми остава сомнеш начинот на кој што се изврши селекцијата на кандидатите, односно по дефолт беше отфрлен еден од кандидатите, иако Советот за јавни обвинители го декларираше како подобен, владата беше таа која што одлучи да го отфрли и жал ми е што тоа што го говорев и од кое што стравував денес се покажува дека е всушност точно. Значи ние може да видиме дека соопштенијата кои што доаѓаат од Белата палата се во целосна подоцна републичкиот јавен обвинител ги прави во целосна корелација со неговото действување, што за мене укажува повторно на знак прашалник во делот на самостојност, која што е многу важна
во делот на јавно обвинителската служба. И тука исто така стравам дека сето тоа се следи и дека нема само да добиеме еден негативен извештај или дека ќе ги направиме реформите па се ќе ни речат браво, супер, но дека тоа може навистина да не кошта губење на средства, затоа што ако вие правите реформи, а повторно имате политички влијанија во процесите и повторно диктирате што треба да превземе републичкиот јавен обвинител, а тој само подоцна тоа го имплементира во неговото действување, тогаш веројатно и средствата за тие реформи ќе изостанат, а мислам дека во моментот, во она што ни предстои како криза, Македонија не е во позиција да изгуби дури ни 1 евро од такви неповратни средства. Така. Зајкова, дојдовме до крајот на денешното издание на Аргумент Плюс. Благодарам што бевте дел од него. Благодарам. Така и благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување.